Се распламтува гневот на тутунарите од Струмичко-Радовишкиот регион денеска стаса до граничниот премин Ново село на македонско-бугарската граница. Тутунарската мака е поголема од притисокот на власта и таа ги доведе тука да го искажат својот револт од мизерно ниските откупни цени на тутунот. Го поздравија премиерот Груевски и му порачаа да не им се заканува со субвенциите и да не им дава партиска боја на протестите. Дојдени се како горди тутунари, а не нечии партиски слуги. Слушаме наше премиер, кажува дека ако не дадете тутуна, нема да дадете субвенција. Па како да даваме, господин премиер? Наше субвенцијата уште вага да го кине. Ја го прва тутуна дава трета А, трета Б. Значи нема опозиција. 170, 190 даваме тутуни и завршена работа. Подобро од това здравје. Нема што да меше тука партии, ако беа тие ќе викаат така, ако са тие викаат така. Нема партии тука. 170, 180, колку се договориме, збири и носи и завршена работа. Како расте незадоволството кај тутунарите, толку поголем станува притисокот врз нив. На блокадата кај Ново село денеска не стасаа 4 автобуси со тутунари од Радовишко. Ги запрела полицијата и со се тутунарите завршиле на технички преглед. Денеска насекаде и во близина на откупните пунктови имаше зголемено присуство на полицијата. Сите наши возила кои ќе беа пуштени на предлот Радовиш и Конче се сопрена страна на полицијата и се несени на технички преглед. По утврдените контроли на техничкиот преглед дека автобусот е исправен, се уште автобусот се држи, не го пушта да продолжи да се врши својата работа за која што јас сум платен. Полицијата сега не малтретира тука на патот Струмица Радовиш со прајане со намера дека автобусот требал да влезе на технички преглед. Автобусот исправен. Автобусот има записник дека бил на технички преглед пред 10 дена. И покрај притисоците блокадата на граничниот премин Ново село ќе продолжи и утре, а блокиран ќе биде и патот од Радовиш кон Штип.